почитуван премиер на владата на Република Северна Македонија, почитуван градоначалник на град Скопје, почитувани драги советници, почитувани новинари и средства за јавно информирање, почитувани колеги од општина Центар, драги сограѓани. Добре дојдовте на денешната обиколка на работните активности на реконструкцијата на улицата Орце Николов. Како што може да видиме, ова е првиот дел од улицата Орце Николов, кој што полека почнува да го добива својот финален изглед. Токму на првиот дел сме дојдени се со цел да ги видиме градежните работи на улицата Орце Николов и што е тоа што го менуваме и како ќе изгледа главната улица во Дебармало. За да ги видиме разликите од тоа што било претходно и на каков начин бил организиран сообраќајот и паркингот, но и слободните и нови површини за движење, пред се на велосипедистите, но и на пешаците. Улицата Орце Николов со својот стар изглед е планирана уште во 2003 и 2004 година, а изведбата започнала во далечната 2005 година, каде бил направен коловоз во два правци и тротоари кои подоцна со одлуката на тогашната власт во градот Скопје со доделени како паркинг, а само еден мал дел бил оставен за пешаци и велосипедисти. Асфалтот дури е изгребан, односно обновен во далечната 2014 и почетокот на 2015 година, но само пола од улицата. На ова место, на оваа улица имавме многу неубави слики, што ги гледавме каде лица со посебни потреби, со инвалидски колички, се движеа по коловозот. Истата слика ја гледавме и со мајки со деца во колички, каде поминуваа заедно со автомобилите. Небезбедно и несигурно пред се за нив. Благодарение на градот Скопје се донесе нов сообраќајен режим, каде целосно се измени концептот и на динамичниот и на стационарниот сообраќај. Претходната власт на градот Скопје инвестираше само во десетина канти боја и неколку знака и од Орце Николов направи паркинг, кој што служеше само за наплата и собирање на средства, без да се помисли за безбедноста на пешаците и велосипедистите, а уште помалку на паркинг места слободни за станарите. Со одобрување на сообраќајниот режим од страна на градот Скопје и завршување на сите инфраструктурни постапки и јавни набавки, почна да се реализира проектот за Орце Николов, кој го најавивме и започнавме уште во 2019 година. Затоа сум посебно благодарен на градоначалникот на град Скопје и градската администрација, бидејќи имаа слух дека некои работи треба да ги менуваме на подобро. Ќе се каже дека навистина е многу долг период од самата почетна идеја до сегашната реализација, но јас ќе напоменам дека цела една година ни требаше за да ги заедно со Евана и многу кабловски оператори ја спуштиме надземната инсталација и сите кабли под земја, и самата инсталација што ја спуштивме изнесува од прилика околу 2000 метри подземни инсталации и од страните се дури 35 стари бандери. Новата улица, замислете во центарот на градот, да се движите и да возите велосипед, а да налетате на бандери кои што биле поставени пред 30, 40 и 50 години. Тоа веќе го нема. Конечно сите мрежи, кабли и инсталации кои на диво или без контрола поминувале низ Орце Николов, сега се наоѓаат под земја, за кои општината сега конечно има детален увид. Но тоа беше припремниот дел кој што траеше една година. Идејата за Орце Николов е многу поголема. Од улица со ширина од 7,5 метри, ја намаливме со ширина на 6 метри, се со цел да ослободиме тротоари за пешаци, но и велосипедски патики кои никогаш овде не постојаа. Велосипедските ленти се поврзуваат со велосипедските патики кои ги направи градот Скопје и целосно се вклопени во планот за развој на велосипедизмот и велосипедските патики кои што веќе долго време ги развива градот Скопје. Конечно, велосипедистите ќе ја добијат својата слобода на главната и најфреквентната улица во Дебармало. Велосипедските патики ќе бидат во должина од 2,8 км, а тротоарите кои се ослободуваат ќе имаат површина од 6348 метри квадратни. Вкупната изведба на коловозната површина ќе изнесува 5964 метри квадратни, а низ целиот коловоз ќе има елементи за успорување на сообраќајот со лежечки полицајци, но и со мали кружни токови. Со тоа конечно во пракса ќе ја добиеме зоната 30, за која многу се зборуваше во изминатиот период, но реално на терен ништо не се направи.
Старите и дотраени канделабри ќе се заменат со нови 81 канделабра со енергетски ефикасни лед сијалици кои ќе го засилуваат своето светло при секое движење на возила или пешаци. Се поставуваат и нови одводни канали каде целата атмосферска вода од кровните површини директно преку хоризонтални елементи ќе се слеваат во атмосферската канализација, а не како претходно каде целата вода се одливаше на улицата и тротоарите. Просторот кој што се користеше за паркирање по 90 степени се ослободува, а паркирањето се решава со надолжно паркирање и ќе биде исклучиво резидентно и само за станарите, а на сите канделабри се поставуваат смарт камери кои освен за безбедност на возилата ќе служат за да на самите станари и најавуваат доколку нивното паркинг место е зафатено, а истите ќе ја следат состојбата преку својата мобилна ПОЦ апликација. Со завршување на целата улица ќе се отстранат сите тераси и поставени објекти и елементи кои во минатото представуваа пречка за нормално движење пред се на пешаците, но и на велосипедистите. Освен постојаните дрвореди, дополнително ќе се зголеми зеленилото на сите слободни површини. Почитувани, улицата Орце Николов, како и многу други проекти, се финансирани директно од буџетот на општина Центар. Износот околу 70 милиони денара целосно е обезбеден од буџетот на општина Центар. Но тоа немаше да се случи доколку ја немавме поддршката од централната власт. Само со еден потек, а тоа е доделување на управување со државното градежно земјиште. Општина Центар само од пенали и активирани банкарски гаранции до сега успеа да вбризга во својот буџет над 2,5 милиони евра. А тоа е само почеток. Затоа, премиере, во моје име ви се заблагодарувам за зголемените ингеренции, а со тоа директно ни помагате за да финансиски можеме да ги обработиме ваквите проекти. И доаѓам до самиот крај на моето излагање, каде сакам да потсетам на еден датум, на 4 септември 2019 на отворањето на Основното училиште Киро Глигоров, каде што реков дека сум среќен што го отвараме најубавото и најмодерното училиште во нашата општина Центар и тогаш тоа беше најубавиот дел од нашата општина. Но реков дека не сум задоволен, бидејќи тогаш најавив уште многу работа. Денеска сме само на еден дел од најубавата улица која што ќе окраси Дебар Мало и општина Центар. И тука нема да застанеме, бидејќи се потрудиме секој квадратен метар да го направиме да биде најубав дел за нашите центарци. Центарци и дебармалци почнуваат да ја добиваат најубавата, најбезбедната и најмодерната улица со многу смарт решенија. Улица со која ќе се гордееме и улица која ќе биде пример како и на кој начин ќе се изведуваат сообраќајните инфраструктурни проекти во иднина. По Орце Николов, конечно нов изглед летово ќе добијат и улицата Јордан Хаџи Константинов Джинот, Ристо Шишков, Дебарца, Драмска, Ленинова, Народен фронт, Мирослав Крлежа, Теодосије Гологанов, Рајко Жензифов, Елисија Поповски Марко, Алберт Ајнштајн, Антон Дуков и Козара. И сите ќе го имаат овој модерен и безбеден изглед. Но среќен сум што пред некој ден ја започнавме и постапката за јавна набавка на најголемата градинка која ќе се наоѓа во населбата Пролет, а која со елементите и материјалите со кои ќе биде изградена, ќе биде поубава и подобра од новото основно училиште Киро Глигоров. А воедно ќе биде гордост и на сите центарци и скопјани. Се надевам дека на почетокот на летото, почитуван премиера и градоначалник на град Скопје, ќе ја започнеме изградбата на истата. Почитувани, оваа улица го носи името на еден од најзначајните народни херои од народно-ослободителната борба, кој во тоа време се борел за слободата и човековите правдини. Денес ние таа борба ја продолжуваме, но овој пат за слободни тротоари, слободно движење за пешаците и велосипедистите и пред се за безбедно и сигурно општество. Ви благодарам на присуството и пред се на довербата и поддршка.